Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Ми причинува посебно задоволство што следната спортска легенда, мислам во моите оние новинарски денови уште во Нова Македонија, потоа на телевизија, беше присутен и стоеше како пантер, знаевме честопати да напишеме меѓу стативите. Го бранеше голот најнапред на Кожув, потоа на МИК од Скопје. МИК беше многу популарен клуб, така имаше некој специфичен шмек тој клуб од автокоманда и беше привлечен за фудбалерите. Потоа продолжи кариерата во работнички и тука ми се чини имаше изворедни одбрани кои вака го афирмира и пошироко. Тој беше афирмиран, меѓутоа овој пат таа афирмација беше поизразена и надвор од границите на Македонија. Сега можеби некој од љубителите на фудбалот ќе претпостават штом споменав Кожув, Гевгелија, па МИК, работнички, за кого станува збор. И еве, ќе кажам на почетокот, станува збор за Никола Гелебешев, еден од најдобрите фудбалски голмани што ги имала Македонија. Тој навистина беше извореден, направи една убава кариера и ми се чини дека ако малку беше така похрабар и посреќен, би рекол, можеше и да постигне многу повеќе како голман во својата кариера. Па Никола, еве, после години седнуваме вака еден покрај друг да разговараме, да се подсетиме на твоите фудбалски денови, на она се што го имаш прогрмено како фудбалски голман. Имаше и убави моменти, имаше некогаш и тажни, несрекни порази, па се секираш и така, меѓутоа сето тоа е дел од спортот, посебно од фудбалот, спорт со кој што ти се занимаваш, и покрај тоа што беше сестран спортиста, тоа го покажува и она учествува во петтобојот на сеармиското првенство на Југославија во Охрид, тамо 76-та година, кога го освои третото место во конкуренција на тогашните познати југословенски десетобојци. Ова е воведот за тебе, а сега ти ќе ни кажеш кога почна да играш фудбал или дали веднаш се најде меѓу стативите, или можеби не, тоа не ми е познато, па ти си тука и ти треба сега да почнеш да ни ја раскажуваш твојата спортска автобиографија, па повели. Почнав околу 13-14 години, тоа значи беше 64-та година. Потекнувам буквално од фамилија по мајка ми, спортскат. Мојот војко Боро Семенаков беше центрахалф на Кожув. Мојот братучет исто Џоко Семенаков беше исто играч на Кожув. Мојот пак братучет Никола Колишев, прославен голман во ракометот. И се така во една таква целина и мене ми беше Значи не можеш да побегнеш. Да, и среќа да бидам јас дел од таа спортска активност. И отидов во Кожув тамо, ме однесе мојот браточет Ѓоко и така почна. И тоа почнавме, немаше ни месец дена од моето тренирање тамо на утакмици. Прва утакмица ми беше во Демир Капија. Прв тренер ми беше прославен ас, буквално во Гевгелија, еден великан. Тогаш во која лига се надпреваруваше Кожув? Во Подсојуз беше тогаш. Во Подсојуз, да? Во Подсојуз, а имаше една... А тој прв надпревар се сеќаваш на нешто така, трема имаше, немаше? Како не, тоа е прво
14 Каде години. игравте во Демир Капија? Во Демир Капија. Да. Демир Капија наеднош на стативите. Тоа ми беше пред мене, мислам, главен голман беше тогаш Ристо Ангов. И на полувреме вика брани се, ти да видиме што си, како си, дали има во тебе перспектива. Дали има штовка и да, да. На тебе или не? А тоаш страмежлив, не си застанал на гол, не си застанал буквално тоа на тренинг е едно, утакмица е друго. Тие се снажни, за мене ја дете младо, ниту мислев дека со такви наеднош, со такви буквално атлетски градени луѓе ќе влезам во дуел. И тоа ми беше прва утакмица и почнав. Прими гол, не прими гол? Не, 0-0 игравме, не знам. И така... Значи го одбрани голот. Да, стартот во дебитот. Тренерот беше задоволен. Вика да продолжиш така и со работа, и со тренези. Рачунаме озбилно на тебе и да се биеш на тренези ваков послушен, да што повеќе тренираш, а не да на некој начин неактивен да бидеш во цела ситуација, затоа што едно е пошто си млад, мислиш дали тоа што го работеше во ред и дали тоа стварно во функција на фудбалот, во функција на тие голмански тајни што се така независно од тоа мора многу да тренираш, потоа дојдоа се повлече Голе Андонов, дојде Мичо Проданов заедно со Цветко Трајков и така еден тандем што на некој начин удрија печат. Генерација пред мене, тие више си одеа и доаѓа помлади вакво кадри. Тогаш се смени малку концепцијата, немаше млади играчи, па направија фузија од Партизан, Гевгели имаше друг клуб, и Кожов, дојдоа тука играчи, за да може Кожов да се надпреварува. После многу ми помагаше и тогашниот тренер кој што беше на Партизан, Хаджи Николов Митко, и тој остануваше на тренизи да ми покажува што и како е, да му помогне буквално на тренерот Андонов, затоа што едно е да со голмани да работиш, што е сосема друга проблематика во однос на другите играчи. Стана голман и не помислуваше на друго. Меѓутоа, ови со голманите имате своји идоли, а Македонија е позната по тоа што имаше добри голмани, па и поранешна Југославија, па и во светот. Зрачат и денеска некои имиња на тие фудбалски голмани, па ти имаше ли во тие моменти некој идол вака, па си помислуваше, да можам да бранам како него? Па тоа ми остана на некој начин во меморијата. Ја кога доаѓа победа Прилеп во Гевгелија, прв пат видов атлетски граден голман, тоа беше Хаджи Василев. Навистина импонираше со неговата јачина, снага, која што вика така за мене остана. Потоа кога влеговме во Републичка лига, почнав да се восхитувам. Например, ќе дојдеше Струга со Чук, извореден, ќе дојдеше Охрид, Матовски и Крстановски, ќе дојдеше Пелистер со Димитровски, Томче Димитровски, Драги Димитровски, па Дуковски беа навистина изворедни, ќе дојда од Гостивар, Гулаи, Реджепи, ќе дојда од тие мои другари, на некој начин импонира навистина со нивна овака
квалитетни одбрани. А од Скопје, од Вардаровиве голмани? Пак да продолжам тука малку од Дека тогаш ја завршуваше, тико почнуваше кариерата. Од Скопје. Георгиевски Тоде. Георгиевски, па дојде Мутибарич. Атанасовски, Милошевски бе, па после Мутибарич. Кубановчанецот. Да. Од Балкан беше Павлов, од Фецио Сапунџиев, од Во Брегалница? Во Брегалница беа Саздов, во Приле после дојде и Статов, втора лига која беа исто Кире Николовски исто. Се сеќаваш на сите голмани, да вистина имав така еден плејада, буквално, да, плејада. Список на добри голмани. Плејада, не ми е јасно, например... Беа со години вака главни во своите тимови. Само ми остана за мене идол, што бил до сега ми беше пак Кертаков од Брегалница Штип отиде од Тетекс, па од Тетекс не знам, пак се врати Андов исто од Вардар Неготино. И така беа една навистина корпулентни луѓе, од Велес Мијаков, Доне Терзиев, па после пак Доне Терзиев, Донев имаше пак, Левков беше, па после дојде и Паунов. Значи, имаше навистина во екипите... Како се сеќаваш на сите тие, како ги даде? Тие ми беа идоли и тие ми беа мој И секој имаше по нешто, ти од сите купуваше оно што ама и ти беа... требаше. Да, и навистина беа столб во екипите. Немаше, тоа порано беше, гледам сега и на... Беа вистински лидери. Да. И многу, цело време имаше и шутови, цело време имаше и акции. Сега и на телевизија гледам, само се вртат околу 16, па внатре, 16, таму 25 метра, 30 беше тоа како пенал да шутират, не знам, сите екипи има изворедни шутери, изворедни играчи кои што... Да, и голманите мора да бидат подготвени во секој момент за реакција. Ти го кажа тој прв надпревар, ги нареди голманите кои ти биле идоли и кои бранеа практично тогаш по македонските клубови. Да ни кажеш како течеше натаму твојата кариера. Дебитираше во Демир Капија, после тоа доаѓаат други средби и кога стануваш стандарден голман во Кожув. Во Кожув почнав стандардно да буквално во 67 година почнавме во Поциус, а во Поциус тогаш исто пак... Значи 3 години се калеше, чекаше, влези и излези, брани, не брани. Не, во Поциус беше многу опасно, знаете, тогаш не беше така да има суди да те заштити, тогаш со се ќе влезе во гол, нема фаул, нема да те заштити судија. Ако можеш да се излечеш тамо, излечи се, ако не... Ако спасиш глава, спас. И така почнав и ја да бидам нормално да гледам на тие работи. Не ме повредија, па ова било така, било ради повреда слабо бранеш. Нема повреда, си е повреда, ќе си застанал на гол. Нема вадење. Нема вадење. Ако примиш гол. И ти од таа 67 година во миратиот век стануваш полека стандарден на голот на Кожув, а Кожув е во Македонска лига, ама имаш и моменти кога да, Кожув влеговме утакмица тука, игравме со квалификации со Агроремонт, таму изгубивме еден 4-3 ми се чини или не решено, игравме 4-4, не се сеќавам, а дома ги тепавме 2-0, Перула Костовски ни судеше и така влеговме во лига. И затоа за мене
беше нешто ново, тоа не е више подсует, таму има више новинари, гледат, има суди, публика има... Секој понеделник извешта и со Да, оценки со за оценки, играта. мора да се гледа кој си, што си и како си. Имаше тука ќе додев кај моите пак кај Војко мој Боро, центар халф, што правиш, како си бранил, што си бранил, зошто е тоа така, како е така. Тука е Кулишев, прв голман во ракометот, па и играш ли ти тамо, квалитет мора да бидеш. Нема чекање, тоа било да се вадиш Да, или вадење, или да се прошверцува. Не, треба да браниш. За време утакмица ми помагаше, пошто заедно игравме после со мојот братуче. Подсети се на некој надпревар од тие години тамо до 70-тата. Кожув, кој му беше најлуд противник, па посебно се мотивиравте за да заиграте, да победите. Во Куманово прв пат видов нечесна работа. Тука ги депавме 6-2 или 6-7. Да, со Куманово. Со Куманово. Таму И одите на реванш. На реванш, кога отидовме. И ве пречека пријателски. Не утепа кој на Петков забите му ги испокрше, ама публиката за време утакмица после немаше ништо. Ова се случуваше кога пристигнувавте таму Да, на стадион. пред ова, тие, не знам ја Кумановчани, толку го сака Куманово, не смее да губи, било кај да оди, кој ќе те пречекат, зашто толку сте ги тепали или како сте ги победиле. Они се горди на својот клуб, горди беа и публиката едноставно не беше непријателски настроена зашто тоа така сте ги победиле, како сте ги победили, у таа смисла. Второ, И после еден таков настан пред почетокот, како се чувствуваше ти сега на голот осамен тука? па не, Дали помислуваше дека може да долета нешто кон тебе? опасно. Со страв да браниш. Тука после и во втора лига кога отидов во МИК, страшна повреда тогаш, тука што настана Значи вака, од надпреварите за Кожув, овој ти остана така по тој немил настан. Да, почнаа тие немили настане прв пат да се осети вака дека има и груби работи во спортот од страна на публика. Се е убаво и ова, дека Него има и така, вакви ситуации. Да. Друг некој надпревар за Кожув, освен тој, Па имавме Со Куваново. прв вака бод што го земавме, први 2 бода тогаш беа со Балкан. Таму и Балкан со Кожув е еден од најстарите да, клубови најстарите во државава. Да, со Балкан прв пат ги тепал. Беше Балкан веќе како да го снема. Не ми е јасно како наеднош од културна средина да не постои ништо, да не постои. Тоа е навистина еден Жалосно е за еден таков клуб да го нема. Јасно за жалосно, него како може една култура да се прекине, тоа се генерации тамо што играле, тоа се луѓе што инвестирале во сопствениот живот на некој начин, кариера. Тогаш немаше толку пари, немаше ништо, него Ентузијазам имаше, желба. Од тие буквално играчи влегува после во Вардар или на Одеа, публика носеа тие играчи, а така најнош да ги снема, тоа е... И на што се сеќаваш на тој надпревар со Балкан? Ги тепавме прво и бев меѓу најдобрите, буквално. Ми се чини таа имав и 10 за тој надпревар. Имаше и други десетки, освен таа? Имав и во Вардарски кога бев, имав 10, имав со А во Кожув таа ти е единствена десетка? Не, Или имаше и други? Имав пак со Брегалници, игравме во Гевгелија 10, ми се чини и со Тетекско игравме тука во Гевгелија. И што се случуваше тогаш? Само тие напаѓа, па ти бранеше што доби десетка? Така, ние се плашевме на некој начин да тие навистина има играчи што вон серијски. Кој ќе се разигра, везеа и атакува кон голот. А и многу јаки, например, ќе дојде еден Јакимовски од Тетекс, што беше без разлика од позадина, што играше халф, ќе скокне, не можеш
Треба скали да го стигнеш на него, не да влезеш во дуел. И многу снажни, многу Глигоровски ќе дојде од Струга кој беше, кој почнуваше. Страшно експлозивен играч, страшно немаше. Кој ѓуле беше, кој ќе тргнеше. Па не ми беше јасно, мислам, Партизан пред да оди во Вардар му даваше од победа кој отиде 80 милиона. Тогаш марката беше 5 или 7 денари. Замислете, од 80 милиони на 5 денари марка, колку пари само да дојде, ќе одбива Партизан да дојде во Вардар за Македонија, буквално колку луѓето си ја сакат државата, си сакат клубовите, си сакат за тука да творат, а потоа се губат нешто, нема взаемно после, тоа е најголема трагедија. Адекватно не му се враќа, он доаѓа овде од љубов кон клубот, кон државата, што рече, меѓутоа не се тие услови за работа овде и тие тамо, и си тука доаѓа до паѓање, до стагнација и тоа. Ти браниш во Кожув и одеднаш читаме во вестници Гелебешев доаѓа во МИК. Што се случи тогаш? Имаше избор, имаше други клубови, ви се чини, и Победа те бараше. Да. И други некои, меѓутоа... Знаете, која и не се наведов. Зашто Победа па тогаш остана и без Истатов, тој замина за Партизани. Да. Бев изненаден на некој начин од самата ситуација. Кожув излезе од лига, ние испаднавме и доаѓа понуди. Прв пат дојде Зоран Јордановски од Дојче Велеша, новинар што беше, вика, тогаш работеше во македонска телевизија, ми се чини ли како новинар, не знам. Вика, дојди, те бара Хуго Рушевлјанин да одиш во Нови Сад. Он се врати од Вардар, да. Од Вардар, отиде тамо. Требаше во Победа дом, па не излезе не се договоривме. Потоа дојде МИК. На некој начин МИК ми беше како поблизо клуб, затоа што таму беше Бору Зунович, на некој начин дојди човек кој што ќе те подржи во дадена ситуација да влезеш, а тогаш и МИК имаше изворедни голмани, беше и Мацков, беше Лазов, беше Цветинич отиде во Куманово, и ми беше, затоа што многу е опасно и за голмани, ако има некој пред вас и брани, и немате шанса на некој начин да ги покажете своите квалитети, затоа што голман е еден. Ако почне може цело првенство да го отседите на клупа и нема ништо од вас, готово, пропаѓате. Голманот е еден, цела утакмица мора да биде буквално во функција, да биде активен, да нема некои оправдувања за киксови на играчи, па биле такви, кои мора да се исправат тие грешки за да биде во ред. Концентриран, гледаш само слушувањата на теренот и чекаш. Тоа мора во целата ова фудбалска вака меморија што ми оставам, голман мора да биде страшно брз. Брз во реакција, брз во размислување, во перцепција на простор. Тоа е основно правило кој што мора да биде храбар, затоа што и твоите соиграчи се на некој начин противнички, кој ќе шутне топка, може да се удари, да промени правец, мора да пратите во секој сегмент. Сите ти се 10 играчи, што се 5 со 5, ако почне 5 навални и 5 одбранбени, на некој начин ти се противници. Не знаете кој кога ќе киксне, не знаете кој кога ќе избијат. И стално мора да се прати. Тука и рефлексот е многу битен во одреден момент да се изреагира. Зошто па играчите, ако кикснат,
шансата последна за спас ја гледаат во голманот. Сега голманот треба да решава некогаш и нерешлива ситуација и се наоѓа на вистина во една тешка позиција. Тешка е, мора да биде, пак ќе ви кажам, мора брз, мора да биде рефлексно, стално во топ форма. Нема за него изгубена топка, нема за него да не влезе во дуел, нема за него да не истрче надвор од голот. Тоа е негова задача и мора да биде стално. Ако тој погреши, нема кој да го извади. Готово и нема и ќе се фатат, ќе кажат еве видите изгубивме ради тебе голманот, не ја фати топка. А пред тоа тие што изгрешиле проаѓа. Проаѓа и се кај нив е се во ред, само во голманот. И кажи ми каква ти беше соработката еве со одбранбените играчи, зашто знаеме велиме за голманите често дека се диригенти и довикнуваат покри, затвори, пази, влегува таму, ваму. Мислам, ја имаше ти таа соработка? Соработката посебно... Мора да имаш и квалитетни играчи пред теб. Ние имавме во Евгелија, кој ќе кажам, имавме одлични играчи, ама многу се плашеа. Не знам ја како нивниот ангажман беше плашлив. Нивниот ангажман, како тие противнички играчи се подобри и некако се спутававме во таа смисла, па мора да се надвикуваме. Затвори тамо, овој од лева страна, овој од десна. И тоа беше еден хендикеп од провинција. Знаете, ќе дојде од Скопје, полуиграчи од било која скопска екипа биле на Вардар. Било кој и тие имат друг шмек на сите фудбалски трикови на некој начин се измачкане, што би се рекло. А ти ако дојде од Евгелија, во миг добро се снајде и те прифатија таму. Идеално, не знам, ова, па кога отидов во миг, на некој начин, пошто моите се од Егејска Македонија, ми ги знае... А овој Егејски клуб, пајде по таа линија. Да, ми ги знае сите, мојата баба, мојот дедо од Гелебешеви тамо, кои се, шо се, како се, мојот дедо е од Мачукова, мојата баба е од вако Гуменџа. И така, тие сите роднини што биле тамо, они се знаат. Па егејците имаат секој што е од било кое место егејско, си правија макети. Макети на цел град и на цело вако, или ако не може на градот, цела мала што е, ќе се направи макети, кои луѓе се, што се, како... Кој од каде, и така, и си се знае. Кој отидов у МИГ, ќе почне некој Гелебекче цел си... МИГ инако е кратенка металска индустрија, Кале. Да, МИГ немаше финансиски средства. Едино што се боря тамо ентузијасти од типот на Кипровски, кој што стварно човек живееше и после тренер беше тогаш Урош Петровски. Боемче и како човек, и како тренер беше боем човек, многу питом човек, немаше кај него да вика, немаше... Ако изгледаше вака корпулентен, па и во Вардар играше тамо центар халф на времето. А и Мик имаше за мене, не знам како испаднавме, буквално тогаш од стадион, од второлигаш, буквално да немате стадион да играте. Затоа што се правеше петлјата и останавме без стадион. И нема ниту тренези, ниту вакво ќе тренираш, ќе трчаш по газибаба, што ќе трчаш, тоа само атлетска работа. Да, после го правеа тој стадион кај што е сега овој на Металург и на Скопје. А тој не беше... А порано беше овде, кога се оди директно од автопатот према Железара, тука па трибината ми се чини уште едната. Стои тамо, само трибината. За спомен да знаеме дека тука бил овој стадионот на ФК МИГ подоцна Скопје. Таму имаше, ако се сеќаваш,
на крајот и ракометно игралиште, Да, па да. тренира на Скопје девојките, Да, тие да. беа добри Прва тогаш и лигаше, се да. подготвуваа за прва лига. Крцко, Сокуновски да влезат, да. да.